Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Пред да пристапам кон дискусија за Законот за сметководствени работи, сакам да ја информирам македонската јавност дека не знам по кој пат, иако во Законот нема ништо европско, истиот се разгледуваше на Сенадлежната комисија за европски прашања. А што разгледуваше и како овој закон се најде на оваа чудо од комисија? Усогласувањето на овој закон се однесува на два члена од директивата, член 16 и член 17, а тие пак се однесуваат на член 7 и член 10 од предложениот закон. Имено во член 7 од предлог законот се врши измена на начин што се додава нов став кој вели дека одредбата од член 18 од законот нема да се применуваат даватели на сметководствени услуги регистрирани во државите членки на Европскиот економски простор. Како може да се става знамето на Европската унија како основ за усогласување да биде Комисијата за европски прашања со вакви измени, и тоа со директива од 2006 година, со која веќе 90% од законот е усогласен. Другото усогласување е во членот 10 од предложениот закон и се однесува на земји членки на Европската унија. И сега, најтрагичното се наоѓа во член 19, во кој се вели дека одредбите од член 10, со кој се менува член 27 од законов, ќе отпочнат да се применуваат од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија. Не ми е јасно која е потребата да се повикува на усогласување, да се става еу знаменце, да се скратуваат рокови, да се разгледува по ненадлежна комисија. Овде во собранието додуша многу работи не се јасни. Сведоци сме дека сметководителите реагираат и укажуваат на штетноста од ова законско решение по нивната фела. Сведоци сме на фактот дека со ова законско решение ја потценувате, злоупотребувате и целосно окупирате професијата сметководител. Почитувани колеги, ваша должност е да ги унапредувате условите за работа. За тоа ве гласаа граѓаните. Не ве гласаа да си поигрувате и да им ги отежнувате условите за работа и да им создавате одбивност кон професијата која што ја избрале да ја работат. Комората на сметководители ве моли да се оддалечите од личните и партиските интереси и да го повлечете овој штетен закон. Имавме јавна расправа, да, но гледате дека и после неа нешто не е во ред. Дајте да седнеме уште еднаш и да креираме квалитетно законско решение во кое не ни се потребни зацкривања зад ЕУ директиви. Решение во кое ќе се раководиме од македонската реалност, а нема да се зацкриваме зад европските знаменца, затоа што е драстична разликата и на сите ни е јасно. Минуваме низ 4 актуелни кризи во исто време. Човечки да си помагаме и да го помагаме развојот на бизнисот и економијата во државата. Зар има нешто поважно од задоволни вработени? Па, вие цело време говорите за човечки ресурси и човечки развој. Тогаш, како да се развиваат и унапредуваат сметководителите, кога наместо да им ја олеснувате работата, вие им наметнувате дополнителни трошоци, обврски и контроли. Мора да ја слушате фелата и мора да се прилагодувате на нивните потреби, затоа што тие најдобро знаат како ќе функционираат или како нема да функционира закон. Предвидувате формирање на нова институција, Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија, совет кој ќе иницирал контроли на трговци поединци сметководители, трговци поединци овластени сметководители и друштва за вршење сметководствени работи. Советот по потреба ќе учествува во постапките за контролирање на друштвата за вршење на сметководствени работи и трговец поединец сметководител, односно овластен сметководител. Овој совет ќе има контрола врз работата на сметководителите, а со тоа и на нивните клиенти, односно бизнис секторот во Македонија. Советот е составен од 5 члена, од кои 3 се на предлог на министерот за финансии. Комората укажува и дека новото законско решение е неприменливо. Зар не ви се смачи да ги менувате законите на секои неколку месеци?
За формирање на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија се потребни финансиски средства кои ќе се обезбедат од буџетот на Република Македонија. А со буџетот за 2022 година нема предвидено средства за институција со овој назив. Барем еднаш да бидете сериозни и еве, не мора нашите апели да ги прифаќате, но жално е ова што им го правите на сметководителите и тоа во име на европските директиви, пред се за лична корист. Се вели дека новото тело за контрола на Институтот на сметководители и овластени сметководители, кој сега ќе се вика Совет за унапредување и развој на сметководството, ќе било независно. Но еве ве прашувам, за каква независност станува збор кога членовите се од Министерството за финансии и кога ова тело е одговорно пред владата. Крајно време е да престанете да манипулирате јавноста со инклузивни процеси, затоа што на јавноста е јасно дека намерата е да се злоупотребат парите кои сметководителите ги плаќаат на име на членарина. Јавните информации говорат дека институтот располага со над 30 милиони динари и тука се гледа намерата по секоја цена да се воведат контролни и репресивни тела за всушност законодавецот да дојде до овие средства. Овие средства се за професионално усовршување и унапредување на професијата сметководител и овластен сметководител, а сигурно не се за институтот со нив да плаќа превод на меѓународните сметководствени стандарди. Ова го нема никаде во светот, затоа што преводот е од државен интерес, а кога станува збор за државен интерес, државата треба да плати, значи државата, а не физички лица. Каде заврши грантот од 3,6 милиони евра кој требаше да го добие комората? Знаете ли дека и сметководствената професија има проблем со старосната структура, затоа што млади во оваа држава веќе ќе нема. На овој начин ќе изумрете и оваа професија, затоа што од она што го читаме по медиумите и оваа професија веќе е неатрактивна и ова мора да се свати како сериозен проблем со кој за многу брзо ќе ни се соочи државата. Од ваквото однесување на власта полза нема никој, а штетите ќе ги трпиме сите. А тие што наместо поттик за професијата поважливи се поединците и оние кои имаат моќ да лобираат, а таквите во Македонија се само околу власта, останатите се оставени на милост и немилост во ваквите законски решенија. Затоа се потребни промени, затоа што ваквите појави мора веднаш да се сопрат. Усогласувањата со Европската Унија се едно, но ајде ние да се усогласиме во Македонија, затоа што со оваа власт која носи вакви законски решенија, многу се оддалечуваме и се понедостижна ни станува Европската Унија. Благодарам.